Тања, добро утро. Добро утро. Врне во Брисел како што така роси во Скопје или таму сонце ве грее? Не, за чудо денеска не. Ама кај да е сигурно. Да, бидејќи тоа навистина чудно за Брисел, бидејќи веројатно Да. имате 300 врнежливи денови годишно, претпоставувам. Да. Тања, нас не облеа еден дошт од Брисел, онака што велат кога врне истура во врска со нашата некако никако да започнеме таа патека да изодиме со нашата иницијатива за започнување на преговори. Ајде малку за тоа, бидејќи денес утре се последните денови кога за такво нешто се одлучува во Брисел, овдека да кажам дека вестите се сосема песимистички, иако се оставаат некакви минимални можности нешто во последен миг да се поправи. Има ли шанси за тоа, Тања? Па истата реторика мислам дека е и тука за оптимистите, дека има некакви шанси до последен момент да се надеваат дека дипломатската активност ќе биде интензивна во наредните денови. Дури некои дипломати сметаат дека до последен момент, бидејќи треба уште да се закаже, можеби доколку има договор за Брекзит, би можело да има уште еден самит до крајот на годината. И тука некои дипломати се надеваат дека можеби ако до тогаш нормално има некаков напредок помеѓу Скопје и Софија, дека би можело и тогаш уште некаква шанса нешто да мрдне. Ама секако тој оптимизам треба да се темели на нешто конкретно, а тоа значи некаков напредок помеѓу Бугарија и Македонија, кој што очигледно за сега го нема. Тања, ќе се навратиме на тоа, но овдека се разбира секоја мака си е своја планина. Овдека во Македонија се мисли дека Европската унија е сконцентрирана на решавање на македонско-бугарските спорови како некако фокус на својата активност. Таму фокусите се сосема поинакви. Две крупни прашања, едното е за буџетот, другото е за Брекзит. Ајде со Брекзитот, денеска се очекува во Брисел да допатува британскиот премиер Борис Џонсон и да се види со фон дер Лејен во последен обид, да кажам. Мислам дека некакви пробиви се веќе најавени на агендата и дека е можно дури нешто и да падне како договор. Што се тамошните информации? Па еве последните вести са бајле се дека британците прифатиле одредени измени во тој закон за внатрешниот пазар, кои што би можеле да бидат доволни за Брисел да прифати некаков договор, но треба да се види. Мислам дека до крајот тука ќе има игри до последен момент. Знаеш какви се тие европски самити, знаеш како до последен момент знаат да ја исцедат работата, така што не очекувам дека денеска ќе падне договор. Меѓутоа можно е во текот на неделата, односно во четврток и во петок на самитот да падне некаков договор доколку британците покажат добра волја, но и французите, бидејќи еден од главните проблеми е тоа прашање околу риболовот, нели? Да. Околу квотите. И тука се французите многу тврди. Така што треба да се види, мислам дека ќе треба да работат и на тоа да го убедат и Макрон во четврток и во петок за некаков компромис, еве британците прават некаков чекор. Мислам дека ризикот од no deal Brexit преголем за двете страни, барем тоа е мојот можеби оптимистички став, но мислам дека се уште способни да постигнат некаков договор до крајот на оваа. Само да подсетам, значи риболовството е еден од главните проблеми околу договорот, но истовремено се работи за тоа кој колку риба лови во како да кажем во водите кои што припаѓаат интернационални и национални околу Британија и околу други ловни подрачја. Меѓутоа, само да подсетиме дека во британската економија риболовството е многу мал процент застапено, а и од тоа што ќе се улови главно се извезува кон Европа. Така што тоа во склопот на сите други огромни загуби што може да настанат заради непотпишување на договор, тоа е навистина минорен проблем од една страна. Од друга страна, најголемиот проблем се разбира границата со Ирска и токму тоа избегнување на тако видна тврда граница. Се чини дека, Тања, ништо во Европа не може да функционира без драма, па дури и драмалетки, ако смеам така да кажам, до последен момент. На крај и покрај сите драми во преговорите, така на крај ќе испадне дека треба Борис Џонсон да поразговара уште не знам колку часови во Брисел со фон дер Лејен и нешто да се мрдне од агендата. И овој пат личи на такво нешто.
Па така, ти викам, можеби јас сум голем оптимист, меѓутоа од последните вести и за Брекзит, па и за буџетот, читам се вајла на EU Observer дека Орбан изјавил дека сме само на неколку сантиметри од договор за владењето на правото. Не знам точно кои се деталите сега за сега, но како што викаш, да, ништо не може да помине без драма. Меѓутоа прашање и каков ќе биде тој компромис, како за Брекзит, така и за буџетот, треба да се види со што ќе вроди. Не значи не секој компромис е добар. Да, разбираш. читам Сабајле буџетот и владењето на правото. Така го читам и Политика, читам и Financial Times, од Сабајле јавува за таа изјава на Орбан дека договорот е сосема близу за владењето на правото во Европската унија и за одобрувањето на буџетот. Како течат овие разговори? Мислам, ние разговараме на Zoom. Предпоставам дека се во Европската унија веќе сведено на овој тип на координации кои се одвиваат главно онлайн и така натаму. Физичките средби, до кај сме? Вие, новинарите, имате пристап на такво нешто или сите седите дома по пижами па следите од тоа што се случува? Да, сите седиме дома по пижами, сите дописници, да, веќе со, па ете, од кога, од март, седиме дома по пижами, работиме исклучиво од дома, речисти да нема физички можности за нас, што представува сериозен проблем и се повеќе, впрочем, новинарите и се бунат за оваа ситуација, бидејќи прво и основно, како што знаеш и ти знаеш како е на тие средби, на самите, на совети, друго е кога си во ходниците, во кулуарите, па ќе налеташ на некој дипломат, па ќе добиеш некоја информација која што не би ти ја дал нели по телефон. Тоа е една работа, друга работа е исто така начинот на сортирање и набирање на прашања, на пример, кои новинари ќе бидат повикани на кој брифинг. Значи, фактот што се работите толку неформални, почнува да представува демократски проблем и проблем за слободата на медиумите. И сега мислам дека новинарите до некаде се подготвени на некаков компромис, бидејќи е јавно здравје во прашања, ама мислам дека нема да може ова да трае после, да речеме, оваа зима. Ќе почнат да се бунат, бидејќи не е ова нормален начин на работа. Да, само уште да допрашам во врска со тоа, каква е ситуацијата во Белгија со коронавирусот? Што се прави таму околу најавите за вакцини, кога веќе разговараме на таа тема? Бидејќи тоа и вас и новинарите се разбира ги тангира. Да, очекуваме во јануари треба да почне кампањата за вакцинација. Не е уште потврдено, бидејќи се чека уште дозвола од Европската агенција за лекови. Така што не може, знаеш дека не носат земјите членки сами одлука пред одлуката на агенцијата, ама ситуацијата се подобри. Знаеш дека Белгија беше многу лоша. Беше најлоша со Чешка негде октомври, па се воведоа многу строги мерки. Рече се нов локдаун, не толку строг како во март, но скоро се затвори и одма почнаа да паѓаат бројките. И почнаа се сега треба да се види со празниците каква ќе биде ситуацијата. Знаеш дека Божик е семен празник и луѓето се спремаат да слават, па ќе видиме дали повторно ќе тргнат нагоре бројките. Тања, да се вратиме малку на овој наш проблем, се разбира, ние утре ќе го имаме и господинот Заев во студио, а овдека е тоа врвна политичка тема. И од твое искуство те прашувам, доколку дојде на крајот сепак до ова што се најавува на голема блокада и така натаму, што всушност ќе прави Македонија во Брисел? Што велат твоите бриселски избори, дипломатски, не македонски да кажем? Што всушност и преостанува на Македонија? Може ли да тече, бидејќи овдека се најавува течење на европската агенда без разлика на блокадата на Бугарија, бидејќи ние имаме многу домашни задачи да завршиме, што е точно се разбира и така натаму, но како ќе тече тоа во однос на Скопје и Брисел? Па, мислиш доколку има договор? Доколку има блокада, доколку има договор. Доколку има блокада. Да, доколку има блокада. Тоа е големото прашање всушност, затоа што реално Македонија одамна ги има исполнето тие критериуми, тие реформи кои што се потребни за отпочнување на преговорите. И сега мислам дека секако на владата и на опозицијата и на собранието и на сите институции е да одлучат доколку има блокада, како ќе се договорат со Брисел за дали има потребен притисок
за тие реформи или не им е потребен, дали е државата способна да ги води тие реформи без надворешен притисок, нели, без камшикар, како беше изјавата на премиерот, или дали е потребен притисок, во тој случај тогаш не знам, треба некаква креативност политичка, претпоставувам, за некакво партнерство кое што ќе овозможи некаков притисок од Брисел. Мислам, јас не сум избрана за тоа, не сум политичар, меѓутоа фактот дека ќе треба у даден момент институциите и вработените во институциите веќе се вртат во круг во Македонија, бидејќи потребните реформи треба да се оди понатаму. Сега треба да се сврти таа страница и потребни се други реформи на владата и на опозицијата секако е да одлучат како ќе го прават тоа. Што викаат од кабинетот на Вархеј, бидејќи сега практично неговиот мандат, неговиот портфолио останува без главната иницијатива и Македонија и Албанија се блокирани, со Србија одамна не се разговара како што треба во преговорите и тие се блокирани заради косовското прашање. За Босна и Херцеговина на збор да не стане, исто така и Црна Гора е прилично спорена. Што се случува во тој кабинет, бидејќи тој е се уште за нас најважниот во Европската унија? Па знаеш, нели имаше и во политика го критикува, ја критикува во дер Лајен и се смета за послаб комесар. Фактот дека сите негови иницијативи, вклучувајќи и економскиот инвестицијскиот план, нели тоа е она флагшип проект, иницијатива на Европската комисија за Западниот Балкан, освен преговорите со Македонија и Албанија, нели тој економски инвестицијски план, кој што зависи од бюџетот, кој што се уште не е одобрен. Така што сега за сега не може, освен со иницијативи и предлози, не може да се пофали со никаков успех. Исто така, иако како комесар нема политичка боја, фактот дека произлегува од ИПП и фактот дека со ИПП, нели нема реакција од ИПП за Борисов, врз Орбан, не знам колкав притисок на вистина прават. Значи, доколку не приложи некакви резултати, односно одобрување од страна на Советот на неговите иницијативи, не знам со што ќе се спофали во мандати. Знаеш дека нели наводно, како што пишуваше Независен, и повеќе дипломатски извори тоа го потврдија, дека Вархеј предложил некаква промена на преговарачката рамка за Македонија, која што апсолутно не ни оди на нас во прилог, која што повеќе им оди на бугарите во прилог, која што не прифатлива ни за ЕУ, ни за германското председателство. Така што очигледно толку многу сака да постигне некаков резултат, што на моменти можеби губи сенс за некоја политичка реалност. Губи компас. Тоа е отприлика секогаш така кога се меѓународни преговори во прашање, секогаш притисокот на крајот доаѓа врз послабата страна. Послабата страна во овој спор, кој е нефер спор, се разбира, сме ние и после првиот бран од одобрувања, храбрење и така натаму за очекување дека ќе почне и бранот на притисоци за тоа дека сепак мора да се разбере позицијата на земјата членка во ЕУ, Бугарија и така натаму и така натаму. Тања, сосема за крај да те прашам како се третирани, да кажем, другите земји од Балканот во овие бриселски околности. Ние сме толку преокупирани со нашето македонско прашање во врска со евроинтеграцијата. Што се случува во агендите на другите балкански евроинтегративни иницијативи? Има ли нешто да се мрда или да не сме ние, би немало никаква забава по тие прашања? Па нема и како што кажа и самиот, нели, Србија не напредува, Црна Гора исто така, не се затвараат преговарачки поглавја со двете земји кои што преговараат, не се ни отвараат веќе, освен Црна Гора, мислам, пред некој месец отвори едно поглавје. И како што видовме, поради притисокот на Бугарија, Германија за да го покаже, да покаже со прст кон Бугарија, и мислам со право до некаде, затоа што факта дека Бугарија блокира нешто, не принципиелно блокира, блокирани беа нели сите заклучоци за Западен Балкан на вчерашниот ден. Тоа малку напредок што можеше да се постигне, им рекоа на бугарите, ако ја блокирате Македонија, тогаш не дискутираме за ништо и поднесете вие таа одговорност што нема и тој мал напредок не можеме да го постигнеме.
факта дека исто и за Германија е голем проблем, бидејќи ова беше освен буџетот и Брекзит, ова беше единственото што можеше да го приложи како некаков успех, нели преговорите со Македонија и со Албанија. Прилично неславен крај на германското председателство со ЕУ За сега. на сите Да за сега. останеме уште 2 недели, да видиме дали И да останеме уште 24 часа да видиме што ќе се случува. Тања Милеска, Да. дописник на МИА од Брисел, благодарам за утринско јавување, се слушаме. Кој знае кога, Тања, повторно бидејќи Брисел ќе ни се сипне од политичката агенда во Македонија. Ајде, да говорим.